На 5 мај Македонија ќе го добие новиот шеф на државата. Гордана Силјановска-Давкова и Стево Пендаровски со најголем број од освоените гласови во првиот круг влегуваат во тесна трка за освојување на претседателската фотелја во вилата Водно. Спред последните информации од Државната изборна комисија, за Стево Пендаровски гласале 42,85% од граѓаните, а за Гордана Силјановска-Давкова 42,24% од запишаните избирачи. Со блага предност од 4000 гласа, но и ниска излезност од само 41,82%, и двајцата ќе имаат тешка задача на своето конто да придобијат што повеќе гласови потребни за победа. Опозицијската ВМРО-ДПМН е задоволна од добените резултати, повикаа на обединетост во вториот круг за успешна европска приказна, за како што велат, делегитимирање на актуелната власт. Опозицијата успеала на вистина не само да им предочи, туку и да ги убеди граѓаните дека во отсуство на право и правда ние може да си раскажуваме приказни за ЕУ и НАТО, зашто само со исполнување на основниот копенхагенски критериум, владење на правото, може да се добие почеток на преговори. Ги победивме сите оние остатоци од транзицијата, ги победивме сите оние неуспешни измамнички криминални политики, чии што предводник и олицетворение е Зоран Заев, ги победивме, но не целосно ги поразивме. Зато е необходен вториот круг и победа во вториот круг. Но ова што денеска вие заедно со нас го направивте, е победа пред се на нашата заедничка татковина Република Македонија. По добивањето на резултатите од штабот на власта, порача дека концептот за едно општество за сите ќе ги направи позитивните промени. Концептот заедно напред ќе ја заокружи победата во вториот круг на претседателските избори на 5 мај. Денешното гласање помина во демократски дух. Очекувам така да продолжиме и на 5 мај да ги финишираме овие избори, затоа што заедно напред не е само концепт, туку значи и конкретна акција. Едва и чекам да се фатам со работа на патот кон евроатлантска и економски развиена Република Северна Македонија за сите. Ова се важни избори, бидејќи определуваат со колку брзо темпо ќе продолжиме да се движиме напред и колку брзо ќе почнеме да живееме европски. Сите имаме одговорност кон сопствената земја и кон сопствените деца. Јас верувам дека ова ќе ги мотивира и најколебливите, и најнерешителните да придонесат во нашите заеднички перспективи на нашата земја и на нашиот народ. За Блирим Рега, кој на своето конто ги обезбеди гласовите на речиси 80.000 гласачи, ова биле фер и демократски избори, а причината за малата излезност ја препозна во неажурирањето на избирачкиот список. Ние сме презадоволни од резултатот, чак ги надмина и нашите очекувања. Например, во сите општини со доминантно албанско гласање, ние сме победници во размер 3:1. А исто така во сите општини со македонско мнозинство, ние добивме гласови. Значи, ова е прв пат, мислам, дека нема општина со македонско мнозинско гласање, каде што немаме добиено гласови. За некој од двајцата кандидати да ја добие функцијата претседател на државата, неопходно ќе биде на гласање да излезат најмалку 40% од вкупно 1.808.131 избирач кои се запишани во избирачкиот список, односно 723.253 гласачи. Доколку се исполни цензусот, ќе победи тој што ќе добие повеќе гласови. Во спротивно ќе треба да се распишат нови претседателски избори, а до тогаш вршител на должноста претседател на државата ќе ја врши собранискиот спикер Талат Џафери.